Добар ден, драги ученици! Пред вас е уште една видеопрезентација по предметот математика за 7 одделение. Јас сум Билјана Здравеска, наставник по математика во Основното училиште Добре Јовановски од Прилеп. Насловот на денешната наставна единица е содржатели, заеднички содржатели. Најпрво ќе дефинираме. Содржател на еден број е број во кој првиот се содржи цел број пати. За да ви стане појасна дефиницијата, ќе ги разгледаме следните два примери. Пример број 1. Бројот 30 е содржател на бројот 10, бидејќи бројот 10 се содржи во бројот 30 точно 3 пати, или 30 е еднакво на 10 плюс 10 плюс 10, или 30 делено на 10 еднакво на точно 3 без остаток. Истото е прикажано и на сликовит начин, како бројот 10 3 пати се содржи во бројот 30. Други содржатели на бројот 10 се броевите. 10, бидејќи 10 во 10 се содржи еднаш. 20, бидејќи 10 во 20 се содржи точно 2 пати. 40, бидејќи 10 во 40 се содржи точно 4 пати. 50, бидејќи 10 во 50 се содржи точно 5 пати. Потоа 60, 70 и така натаму, има и уште бесконечно многу броеви кои што се содржатели на бројот 10. Пример број 2. Бројот 100 е содржател на бројот 25, бидејќи бројот 25 се содржи во бројот 100 точно 4 пати, или 100 е еднакво на 25 плюс 25 плюс 25 плюс 25, или 100 делено на 25 е еднакво на точно 4, без остаток. Други содржатели на бројот 25 се 25, бидејќи 25 во 25 се содржи точно еднаш, 50, бидејќи 25 во 50 се содржи точно 2 пати, 75, бидејќи бројот 25 во 75 се содржи точно 3 пати, потоа броевите 100, 125, 150 и други броеви исто така се содржатели на бројот 25. И нив исто така ги има бесконечно многу. Продолжуваме понатаму со задача број 1. Одреди ги содржателите на броевите 4, 6 и 7. За секој од овие броеви, поединечно ќе ги одредиме нивните содржатели. Содржатели на бројот 4 се броевите. 4, бидејќи 4 во 4 се содржи еднаш, 8, бидејќи 4 во 8 се содржи точно 2 пати, 12, бидејќи 4 во 12 се содржи 3 пати, 16, бидејќи 4 во 16 се содржи 4 пати, и така натаму броевите 20, 24, 28, 32, 36 исто така се содржатели на бројот 4. И нив ги има бесконечно многу. На истиот начин ги одредуваме содржателите на бројот 6, а тоа се броевите 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 и така натаму. Содржатели на бројот 7 се броевите 7, бидејќи 7 во 7 се содржи еднаш, 14, бидејќи 14 во 7 се содржи 2 пати, 21, бидејќи 7 во 21 се содржи 3 пати, и така натаму броевите 28, 35, 42, 49, 56 и други се содржатели на бројот 7.
Со користење на претходните примери ќе одговориме на следните прашања. Прво, дали постои најголем содржател на еден број? Одговорот е не. Најголем содржател на еден број не постои, бидејќи ако кажеме, на пример, дека 36 е најголем содржател на бројот 4, тогаш постои поголем број од него, а тоа е бројот 40, кој исто така е содржател на бројот 4, бидејќи 4 во 40 се содржи 10 пати. Ако кажеме дека 40 е најголем содржател на бројот 4, исто така постои поголем број од него, а тоа е бројот 44, кој што е содржател на бројот 4, бидејќи 4 во 44 се содржи точно 11 пати. И така, за секој содржател на еден број, секогаш постои поголем број од него, кој исто така е содржател на тој број. Затоа, не може да се одреди најголем содржател на еден број. Второ прашање, кој е најмал содржател на еден број? За да одговориме на ова прашање, ќе се послужиме со претходната задача. Најмал содржател на бројот 4 е бројот 4. Најмал содржател на бројот 6 е бројот 6. Најмал содржател на бројот 7 е бројот 7. Од каде можеме да заклучиме дека најмал содржател на било кој број е самиот тој број. Втора задача. Одреди ги заедничките содржатели на броевите 3 и 5. За да ги одредиме заедничките содржатели на броевите 3 и 5, најпрво ќе ги испишеме содржателите на овие броеви поединечно. Содржатели на бројот 3 се броевите 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 и така натаму, и нив ги има бесконечно многу. Додека содржатели на бројот 5 се броевите 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и така натаму. Доколку убаво ги погледнеме содржателите на овие два броеви, можеме да воочиме дека заеднички содржатели на овие два броеви се 15, бидејќи 15 е содржател и на бројот 3 и на бројот 5, понатаму 30, 30 е содржател и на бројот 3 и на бројот 5, 45, бидејќи 45 е содржател и на бројот 3 и на бројот 5. Но, не само овие три броеви се заеднички содржатели за броевите 3 и 5, туку, доколку ги испишеме уште повеќе содржатели на броевите 3 и 5, ќе видиме дека ќе се појават уште бесконечно многу други заеднички содржатели на овие два броеви. За домашна работа, ученици, ќе имате да одговорите на следните прашања и да ги решите задачите. Прво прашање, колку пати бројот 9 се содржи во бројот 27? Второ прашање, кој е најмалиот содржател на бројот 15? Третата задача, одреди ги содржателите на броевите од А 8, од Б 11, од В 100. Четврто прашање, кој од броевите не е содржател на бројот 7? Петто задача, одреди ги заедничките содржатели на броевите
Под А 4 и 7, под Б 2, 5 и 6. За последната задача убаво размислете и одговорете дали може да се одреди најголем од заедничките содржатели на броевите. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешно совладување на наставната единица од видеото.